корам ко срна, плашена од светот, насекаде крици и тишина што вришти. Барам твојот поглед меѓу илјада други да ме поведе. Чекорам ко убиец со поглед на дете, со крвави раце од кои сега тече, одмазда за светот кој е одамна мртов, одамна мртов. Нешто кога немам слушнато. Не сега баш дур свиревме се думам си викам. Шуба свиривме, а? Ама и ти уба свиреше, браво. Ми се чини ќути прв пат да не люфнам нешто негде. Малце фалеше, ама добро. Да, шубо. То се смеевме со некој од гостите, дали со Тамара или со некој. Те гледам, вика, затера со Битолчани последна емисија. Прво дур бев в Скопје, дур снимав. Дур да викниш Битолчанец, дур да извлечкаш до Скопје, во одреден ден, во одреден сат е многу комплицирано. Да. Башка ние тука имаме музичари, кога сакаш. Аман Битола па ти е за музичари. Музичари имаме, можам буквално цела сезона со Битолчани музичари да направам и ќе има уште за викање. Точно. Така што не знам зошто што е проблема, нема општо има многу музичари и в Скопје има, не дека нема и ама она е времињата што живееме се ужас. Мислам се гледа што е Шундо е она на прво место ти. Па уште има место да не ги менувам сега во Битола. Да сега он излегва на некоја си емисија петпарачка, разбираш, по другата вечер звезда готово. А тебе не те гледа се не да се преправаме со Ирина. 6 албуми имам извадено до сега. Овој сега што успреаме 7 така што треба да му пуштиме веќе готов што е. И се 7 албуми во рок од 20 на години што работиме и се некој да ти дојди со што нема ни една песна во живото направено, пам. Јас знаеш како велам, како и порано ова исто беше со сликарите, овие уметниците што беа излегват и се една слика нема направено, сите другите ги критикува. Абе многу е лесно да критикуваш кога ќе немаш ништо направено. Клај нешто на тапет излези, така да те видиме, тоа ќе критикувај, разбираш. Подложен ти на критика и на иначе за така лесно правиме сите, знаеш. Чудна работа, да. Сите сакат да критикуват. Да.
ама некако ќе се заработи за нив, никој не ќе да прими критиката. Се то фала Богу, разбираш, некојаш ќе убо, некојаш на некој ќе му се бендиса, на некој нема да му се бендиса, се тоа е дел од процесот, нема то, немаш на сите да му погодиш ти за. Така е. И сега живееме во некој општество што не се ценат тие работи, почне да се заборават. Ти му кажуваш за се ние му збораме за што правиме ние, тој нема слушнато Sting, кој нема слушнато U2, кој Dream Theater, веќе да не зборам некој па джез, па да не влезам. Ама се чудам, има некој феномен, некоја ю носталгија, што чудна работа, ни го знаеш, ни го познаваш. Во Домот на културата, пример, концерт има Лич, некој. Јас прв пат во живото го слушам, разбираш, и сега тој туп, Ситерат. То може до нас е. Ситерат, брат. Не, може и да е до нас, Може да. до нас е. Може. и публиката, салата полна. Не се нека биди, разбираш, нека има. Нека има за сите, нема врска. Нека има, разбираш. Ама не можам да сватам како можеш да викаш еве Битолчан има милион не, има артисти и во тоа чуда. абсурд. Значи ние сме артисти на Кроација Рекордс. И од таму нормално ни инсистират некогаш да направиме на хрватски музика. И сега ако ја пуштиш тука и одма слушаш демагогија од типот, ама ние македонска музика сакаме на македонски да е. А не, аз слушам македонска. Значи ова е авторите се македонци, значи уметноста се идентификува по националноста на авторот, не на кој јазик е напишана. Музика е на крат на криштата. Не треба граници кога ќе да има, дојде ова. некој ОАОИЧ, не го пуштат на радио, не е Ај, прави. башка. Абе добро, се има Сега мејнстрим. да си клајме во презимињата, Не, очигледно. има мејнстрим, има алтернативна сцена. Проблема е што алтернативната сцена во Битола и во Скопје и сегде што беше, да речам, си имаше своја публика и сите тие работи веќе е етаблирано, онака сега ја снема таа underground сцената, снима. Има идентитетска Не, криза, има значи и во баш целиот така, идентитетска криза има. регион, а мислам и пошироко дури, значи и на светско ниво, разговаравме што се пушта по дискотеките, например, на Хрватската ривиера. Ете, случајно на паркето жена му си правевме муабет. Да, бе, на Сашо Солеси. Викај, значи, до пред 5 години се слушаше, значи, не велиме ние само рок да се слуша, и техно, и транс, и не знам што, сега Лепа Брина е викат. Лепа Брина е викат. Во дискотека. Во дискотека свират народни бендови, пример што е клуб за да свират електронска музика, рок музика. Не ми е музика и ама рап. не, јас Да. не ги кривам, хајде да речам се како газди, тие нормално сакат да си заработат пари, Така, ја гледаат бизнис демографијата која е и се не можам да му се лутам што викаш ти се и ние соработиме Има со леп. студија и со Да, се, утре некој ќе ти дојди народно, ама ќе ти дам пример 2000 евра да ми снимиш песна или две-три песни нека се и се ќе си помислиш за пари дали ќе го направиш тој или нема да го направиш. Тука не ги кривам кафичите, ама мора да се има разлика, не може би ти сега ти во клуб кај што треба да промовира некоја си музика, да има порано клубоите си се дефинира. Еден одевме, знаеш, мислам, пити фати Да, малку од тоа време и јас сум постар малку. Помалце. Значи Висаш, некои такви Там места се знае, Висаш. таму беа рокерите, ваму беа поперите, таму друго место. Поделено беше, да. Сега Имаше некоја Ама смисла. и Не тоа се што беше знае кој поделено јади, и то кој се пие. си беше стилско, се Да, си да. беше на свој начин, не беше, значи не спаѓаше во кичот, не спаѓаше во ништо Имам што правилно муабето во Не, тие видеата што по нема трајни кратките. вредности. Порано така, знаевме, имаше рапери, имаше рокери, Точно. имаше металци, Се. имаше панкери, имаше Се. скинери, имаше се имаше. така. Од сите страни имаше. И може се неќеја, то најмногу гледавме на пораките на бивша телевизија порано да, што се спотот кај што пуштаја. Да. Кај што се порачува И се музика. караа меѓу себе, ама битно имаше сцена и таква и таква и таква. Да. Сега ништо то нема, сега само ич некој треба да дојде и тоа е. Ама Не, јас беше тоа ми е Не е феномен. проблемот, значи ние А не кај сме ги ксенофоби. Чекај, зошто Да пример има не ги квалитет, тоа слушат што се нас прави. наши квалитетни артисти, бендови, кој било кој ме разбираш? секогаш А ние си некој го на имаме. Елович, што нешто ги каже на К15, Да, бе, па затоа јас така го реков. О, фул сала, уште еден концерт. Еве сега имаше некој да си кажеше Добро, да некој рекламам глумец многу имиња, лична небитно. жена му била и пеела Глумецо и личен. два Кај знаеш дека концерти. жена му лична? Абе, не, Ирена ми кажа, ја видов, не вери гајле. Хубаво рече Ирена, идентитетска криза, не се знае поќе, нема луѓето, немат имидж, немат. И плюс тоа имаше порано телевизијата ваква таква, ама и радијата кој беа прво, па после телевизијата луѓето ги дефинираше. Така. Знаеш како имаше на пример MTV и сега MTV ќе станевме од Сабајле, MTV Hits пример, чарт, топ рок, Имаш. Headbangers Ball, heavy metal. Знаеш како
дистинкција меѓу овие стилоите си имаше што луѓето си се идентификуваа таму и се праја како следачи на тоа. Да, И сега на пример со ова себичноста што се создаде, јас овој телефон го имам, ти телефон го имаш, јас на Spotify си правам, додуше кај нас не знаат поќето ни Spotify што не го користат. Не е битно. Tidal, Spotify, Apple Music, тие се новите платформи, ама таму не ти курира некој што да правиш сам си куратор на музика. Така. На музиката. И сега ти еден во еден свет, еден во друг свет, а најчесто кај на светот е тоа што му сервираат пак по некоја телевизија што остане и по некој радио. Брат, ако видиш по телевизиите само српско има, нема. Да, И само апсолутно, македонска апсолутно. музика веќе спотој не се пуштат на македонски, ретко на македонска телевизија нас ако ни Толку- пуштат нешто ново што толку работиме, така остана. другите порано еден пушташе топ лист имаше. Имаше. Да не зборам радијата, Значи, сите кога има топ одевме, листи. знаеш и ти истото го имаш Да, правено, да. одиш Скопје, во ден-два, Македонска, одиш во 5 телевизии, во сите, во во уште сите. толку К15 радио. што беше и си телевизија промовираш пушташе музика. од сабајле до вечер македонска музика, спото и се емитив Имаше. путува. А кај ојде сите тие и зошто се тука прашање демек треба не пуштат, то ти треба да ни плаќат тантиеми, Тантиеми, да. такви работи, не го разбирам. Никој мислам како- дека и те не го разбират тој момент. И убо кажа, може Не, така е. Сериозно, Да, значи, бе, да. луѓето си имат нека онакво направено дека ако пуштам македонска музика треба плаќам, за другата не плаќаш. Па Ако така и си јас тоа зборам. телевизија, сакал некел мораш да плаќаш. Точно. Ама очигледно пошто нема толку многу, Да. премногу мал пазар му сме на странците за да се Да. замарат Точно. со нас, Да. па то така поминва некако. Баш така. И зато нашето не врви, ама не знам, зато ние уствари пробваме да направиме нешто овде, зато ја направив ова емисијата никаква. Што си реков никаква. Уба, Никако, секаква е. Каква е, таква Не, е, убе. Ова што го имаш ти сега е, еве ако оди ова и на Многу голема емисија, работа. јас ти кажувам имам поминато со Ирена на знаеш колку телевизии низ нашата еве да речам кариера во овие 20 и кусуро години само со Памперс со код 369 што работиме. Значи се снимало буквално во некој имаме влегвано како некој визби, како опрема нека никаква и се тера емисите, има ја гледаност и луѓето ги браеше, имаше некој правец за вземаше сето тоа. Да. Имаш, ама неки Некои такви да речем по фенси што велат се модерно беше во македонска телевизија. Посебно да. Претеризам. Вие не сте по розевото толку, ама Не бе баше Јас ептен си за го сакам студио розевот. супер. не знам зошто. Убав боја за студио дава нека интересна Не знам енергија. зошто овие другите менват, ова не се менва. Да. И некако околу него ги местам и другите светла сега и некако Не, баш е ова. ми легна, иначе на плаво бев поќе, таму сум во другата на плаво поќе. Ти спомнавме преде видовме со Ирена малку западот како функционира. Пишавме се убаво. Луѓето беа супер професионалци, направивме многу научивме. По студија бевме во Англија, Abbey Road да се пофалиме, пошто многу луѓе не знаат, ти кога побаравме во општина да ни дадат пари за карти да купиме за авионски, нема пари од Лондон, требаше Македонија да ја представуваме, нема пари тогаш. Добро. Мислам, Шума да не, јас представувате ќе таму кажувам вие. колку што сака нека оти што имаш викаш да ја представуваме Лондон, човек. Парате, Ти да свириш ти што Лондон. парате Лондон, Ќе е. кажеш, разбираш. Ке клам, не е А брат. беше место кај што има свирено Sting, Amy Winehouse и такви некои луѓе. И сакам да ти кажам, беше достигнуче, не е за ние да се преправаме нешто или да ние егото да си го тераме, има и поарни од нас музичари, се. Убави големи работи ни се случаи во тој период. Сите тие работи, зошто се така како за заминувам од тема во тема пак сега. Ич без гајле. Ама лоши тие моменти се такви што не си го цениме нашето, што не си го цениме. поддржваме. Не знаеме, не знам кој ќе научиме си Да. оцениме, ама На Дани таа тема му ја отворив, порано значи меценатот како функционираше. Се знае луѓе кои што се вредни, истакнати, обично со визуелните уметности, со сликарите беше. И се знае дека тие што се богати фамилии, што биле имашни луѓе со титули, со финансиски средства, ја поддржувале уметноста и културата. Значи сега ние уште сме на ниво кај што се бориме, луѓето не можат да направат разлика прво помеѓу естрада и култура. Значи што треба да се поддржи на некој начин? Не можеш ти да поддржуваш концерти што рековме, значи прво што се турбо фолк, што се кич и сега тоа да се спонзорира. Точно. Карти огромни луѓето плаќат,
сите таму да речем поддршката ја даваат, тоци сакат да бидат видени. видени. Ми се лутат кој ќе ги критикувам. А таму кај што треба, не зборам за нас, не зборам за тебе, зборам за еден куп, значи уметности има, Битола е. Битола е Ама ризници има на Виктор, ама и не ризници на малце уметници. се претерва, на пример, јас еве ти студиото знаеш ми е кај офицерски. И сега снимам, работам навечер и ова зимската приказна, не да ги критикувам луѓето, сакат да напратете, има за сите да има настани, луѓето вистина немат ни пари и ова му дојде како кец на десетка, излегват, има кај да излезат, кај да се поминат вечер. И се и за тоа му најде. Мене друг момент ми пречи, тоа ми е се во ред, супер. Само не може ги слушам неколку вечери со ред, не е битно беше. Абе најмалце да овие народните бендови што излегват, што сакат забавно да свират кога излезат. Народњаци, ама сакат кога излезат наби на луѓето да ги гледат забавњаци да бидат, тоа народно и забавно така е. И сега свират тоше, полојна свират тоше. Чекај бе малце ти. Прво не знаеш како тоше да пееш. Друго, зошто сите тоше да пеат? Зошто мислам направи твоја музика, излези си со твоја музика. Значи авторската музика е пикната во некој не знам ќош онака, тоа ми е најголемата критика, не ќам никој да навредам, ама прави авторска музика. Зошто да не преш? Порано сигурно, еве што ни се нас херои, имаме различни, од рапери, од рокери, од металци, што сака нека биде, Beatles, Stones, не знам, Maiden, Metallica кој сака нека е. Значи сите не се собрали и почнали, ајде брат да свириме некоја песна. Може правиле на проби нешто да пробат тие од претходниците Металика, од Led Zeppelin или некој така. Ама сите во еден момент кликнале и рекле, чекај, дај да пробаме нешто и така остана во светот музиката што ја слушаме ден денес. Така е. А сега нашите зборам, кај нас тоа ми се чини најголемо, ти гледам на надвор уште си се фокусирани и си работат на авторска музика, посебно овие србите и хрватите ги гледам, таму пошто гравитираме малце поќе со Ирена последно време. Да се работи авторска музика. А овде кај нас направи бенд нешто да си тераме бе тезгиче, тоа бе по 1000, 2000, 3000 в джеп, сите сретни весели. Тоа е најлесно. И на газдите му е најлесно на тие, так, чекај овој, так, ај овие ќе ги вниме. Дури не си има случувано моменти, чекај бе, многу сте се четворица, многу пари треба, чекај, можете да дојдете, тај викам да дојдеме после само Ирена, викнете сама, па нека се подели на две ита после, ме разбираш, и како да правиме музика ни, ајде на колата извајмо 3 тркала со едно нека вози. Мислам, ова дојде како да ти кажам, знаеш како ужас. Така е, ама не ги разбират работите. И не може да се разбери човек, треба да... Ама не, тоа од секојаш било, не знам, мислам не од секојаш, последниве години стандард му аве, колку души сте. Ке договараш и колку души сте. Шо ти гајле колку души сте море. Ние се договараме олку за олку време и толку она. Шо ти може сам ќе дојдам, може ќе дојме 100 души. Шо ти е гајле? Ама порано кога не прашваја така правевме ние поинтересни работи. Сега и нас не клават во ланци. Пример правевме Ирена памтиш, кога беше бремена, свиревме нешто и ние се собравме друг пејач, не е битно се да не именувам луѓе. Се собравме. Ајде интересно овој, ама овој имаме еден дел ќе се вириме со овај дел Rage Against the Machine. Ајде викниме тој дечкото многу хубаво ги перка Rage Against the Machine. Танк те викневме него и правевме. Ајде викниме еден, качи се пример, последното направивме некој како джем, ќе се качеше некој од публиката. Ти свиревме, некој се погодил другар пријател таму. Ајде земја гитарата. Имаше еден период пак и Jam Session се организираше. Се беревме музичари сите од градот. Јас со ова, јас со тебе, ти со Ирена, не знам кои ти се соберевме. Знаеш колку интересни моменти, колку и се создаваше енергија и нова музика. Значи од нашите родители возраст до луѓе што се, значи, тогаш што почнувале да свират и беше многу. Сега ако ти одиш таму, дај нешто српско да имате нешто и српско и македонско да има и добро бе. Мене нешто ми е најако, ќе договараш пример, ќе ти се јават, дај да дојдиш да направиме, сега ги прашваш, знаеш што свирам, така? Аха, да, секој ше тренуваме. Да, како не. И сега му кажуваш, свирам. Ако ти вели да, ти пак му кажуваш, свирам ова и ова. Истото. Не, готово, супер, трета песна во свирката. Дај нешто малце поживо. Истото. Шо е тоа поживо? Шо е поживо, да. Колко што ми дојде на место лична карта, го му реков немам. Се за ристот се
падна од смеење, песна ти била таа, од кај за нека Не лична знам, карта се. На Ирена му е бара, ние свириме таа фаза беше уште Rage Against the Machine, што ти спомнав таква некоја Значи, музика да. свиревме и тие му идат на Ирена му вика очи зелен еден му вика Не бара. знаеме што е тоа. Шо е бе му викаме, аре си ти ме Те тркало молам ми едно. вели. Те Тркало. молам очи зелен. Те молам му ме Дете мој. не ја знам, не. А мене не знам што некни е тоа. едно копито во Охрид свириме и сега свириме и да ја свирите, не знам, дојде ми промумла, не знам што ми рече, Сарс, Небитно, Марс, значи небитно премотај. Викам, не ја знаеме таа песна, ја свириме и те молам, викам, тргни се, ти свириме, не итам да ми иди просторо мој бариерата, таму не итам да Значи ме тука нанушува по да ги сцени свирам. вака со светло. Значи не сум ја стану за се. тоа копитото да му правам забава него, ме разбираш? А ти ќе го видат таму со женски пијачки, нешто Да, бе, ќе да. се нашмрка Порачва и музика. сега демек Како? тој ќе порачва музика да го Главен е тој. видат главене, разбираш? Седиш озвораш. Не ми е проблем, знаеш како, не дека да ги вреѓаш, да дојде културно да те замоли, дали може да ти рече овај свирете мија, Да, бе, овај да. свирете мија, ме разбираш? Ја знам, не, јас Ама ја знам знаеме, толку е, ние не разбираш. сме джубокс, јас ако знам да Ама свирам, ако си јас свирил може да некоја свирам. песна пред 5 години, ние ако нешто не ни е пробано, значи ние си имаме ниво на свирење. Си имаш аранжмани, си правиш. Значи сакаш вечерта ти си ја концепираш, не можеш да мислам не сме ние по нарачка, како да речам. Абе, еве свириш лайф на место се- и се- ќе Не, Само сега нема е- да се снајдиш. Се му е Ама- зато на свадби не ве вика. Така. Преако. Нека нема да се снајдиш, ама значи сепак Не, си имаш начинот концепт. на кој го барат, то Да. има многу ретко се Дефинитивно. случува во последно време, луѓето дури па и малце си имам думано што се како амеби, индиферентни понекогаш, сторени да. онака. Дури како ти свириш, правиш некој место има тоа е фидбек на сегде, некој Дани, како да се акниш од земја, Да, што да, викаме, џабе, ги гледаш си Не, се, ова многу не беше ако и те нас ни се случваше после третата песна ми речат нешто повесело После ако можеш. третата. Две-три те чека да Те видим. лака те лови. И после тоа Да. оди, ајде нешто. Нешто Јас- поживо ако Јас, може. Значи музика имам пуштено, човече, ајде да не кажувам каде сега, одам се местам, почнувам да пуштам трета песна 50 Cent, петта песна небитно. Ми иди брато, беше од Аца Лукас песната, а не алкохолик, диаболик да не се викаш. Не знам, Нешто многу тако, тешки небитно. текстови. Небитно ми дојде батето, ми се обеси на штанд. Диаболик! Шо му викам? Аца Лукас диаболик. Другар, 50 Cent е моментално, Аха. разбираш? не е многу разлика тоа. Поволен Во ред. гекста од него. Во ред, знам, све е Да, да. супер, секоја почит, секоја чест. Ама не сме сега, не е тоа, пушти ја! Пегај му, викам, мани, и ојде менаџеров, викна, дојде менаџеров, дај нешто да смениме Абе не, малце. знаеш како ние мајтап Што си правиме, смениме, пушти ама на YouTube ми вели. Ами ако е за на YouTube, Да. што ме викаш на Што друго? на YouTube? Пушти си од YouTube. Сам и ти глупо. ќе му кажеш дека носиш квалитетни, дали флаг, дали вав, дали плочи. Ништо не И интересира. ме разбираш и те на YouTube не сваќат дека она е сосема резолуцијата сплескана, дека Ништо не не е тоа. интересира. Не ги интересира што викаш, да ме погодиш песната и да е урлајнца и тоа е цела работа. Ама и тоа не знаеме кој ќе знаеш ги како, го Но е Ова- очи зелене, да е. Ова Другото, го мајтап си правиме, ама некојаш и сериозно е. Нек ни вервај ми ја запусти вечерта и свирката, буквално ти кажам те, одиш ти да свириш и идиш во фаза кај што чекај бе, јас оиден сум за свирење, прво не сум оиден за тепање таму. Те носи во ситуација да се расправаш до не знам до такви закани некој до. Ама вика да не се караме сега знам, вика. Да не Ајде, се караме, свири да не со се кој- караме, зашто што да се караме, бе зафрлаваш. му викам. Да, За да. ме разбираш како Знам. нивото е дојдено нигде. значи толку катастрофално, еве јас ти кажам, веќе без од која 96 95-та се формиравме со Фач, 98-та на Рокфест победивме, колку години до сега имате, од тоа до сега со музика активно Има се маша. занимавам. Значи знаеш ти какви бараби, какви битанги иделе пред МКЦ, онака буквално Скопје пример или негде, никогаш не се случило таква работа некој на музичарите да му оди, да му се сили, да му се заканва или нешто да Караме не и да сме се за браниме. тепање ојдени Каде? таму за музика сме ојдени. Господа Ама чува тоа е. без рамота, мислам во кој век живееме, ќе се тепаме уште ќе се расправаме. Море, дај да мани на некој песник, Ајде. што си се зазбора. Ајде, да, многу Имате многу- еден тон песни, Колку еден тон збори, толку бендо добрини. имате. Да, дај нешто, Ајде бе, свирете шо нешто, да мани? посветлете не, јас ако можам да ве најдам, со сега, претходната се пошто снајдов, сега. пошто сега на српско нешто. Сега на српско. Српско, хрватско, српски, на што викат хрватски. хрватите. Шо акорди имаш, многу се или не се многу? Сега да ги најдиме. Мајме наши те песни не се баш за акустични, ти кажував, ама Одеме на врска. Ќе
пробаме. Ајде да послушаме. Ајде. Sasvim novi svijet sam otkrila, jutro nježno tiho kao san, mi iz svijeta budi novi dan. Kad sam se zaljubila, kao vjetar koji šapuće, u meni melodija poteče. Ti i muzika ste moje sve. Kad sam se zaljubila, više nije bilo rastanka. Sve su boje duga beskrajna, sve su riječi sve do nebesa. Kad sam se zaljubila, kao vjetar koji šapuće, u meni melodija poteče. Ti i muzika ste moje sve. Kao more, kao nebo, kao sunce, kao zvijezde, kao riječi, kao pjesme, sve je vodilo do tebe. Kao more, kao nebo, kao sunce, kao zvijezde, kao riječi, kao pjesme, sve je vodilo do tebe. Kad sam se zaljubila, više nije bilo rastanka. Sve su boje duga beskrajna, sve su riječi sve do nebesa. Kad sam se zaljubila, više nije bilo rastanka. Sve su boje duga beskrajna, sve su riječi sve do nebesa. За само не би остав место, ама Не, ако, Не! ако е супер шо. Него дај, остај ги работите, ви правите албуми, музики, правите ништо за музиката наша. Ништо не зборнавме. зборнавме, да. Чеки се, прво, во колку бенду имате вака свирено? не, ние значи сме истиот бенд. Комплиментарно. Истиот бенд, само бенд друго сме. име. Ние сме Силви бенд, друго, двата. да, Силви бенд со мажот му. Двата сега име, само јас и Ирена и Силви Силви бенд. бенд. Да, бе. Силви бенд со мажот Со му. мажот. Мора сте О, мајтап бе. си прат луѓето се супер си терат Супер 100 си години се, нема заедно. збор, значи збор нема, лалда му е. Нема, Ше ќе викав, пак бенд ќе речем за јадење само кај нас не бива, Да, за друго да, за за- ништо. за- Направи, само за па збор. Посебно, тоа е да, цела работа. посебно така. што ти ми рече која година ми рече со фач почнавте? Ами 90. То беше скроз друга приказна. Да, друга е, Друга приказна, друга галаксија. да, друга Ќе почнува. галаксија, друга музика. Добро, тоа си беше heavy metal. Да. Ден денес си го сакаме. Само Пред 2-3 Требаше. години има прилика да направат. да, Знам имав дека два скоро концерти. видов, да, Што знам беа? дека скоро видов нешто, затоа кој ми рече од не знам направивме која година. како си викам. реунион после не знам колку години. И многу убав концерт направивме, еден имавме на Еден Е на офицерски Битфест и еден на ракометно. Та и беше одлично, ама некако не се
Скопје коцките сакавме да си тераме, не дека некои големи амбиции, Да, ама да, барем да. на некои места кај што има некои метал фестивали да си Јас ги терам, да си барем да си тераме. го... барем да го снимиме, Да го оти за зачуват жал материјалот. со Фач имаме песни за 2 албуми, а не ги снимивме Немат, воопшто. значи, официјален Немаме албум, носач материјал. на звук што Да, викат. имат по фестивали кај што се снимани на... Тоа се. Како видео. old school ептера, Да, како на времето. Скроз. Баш Песната олдскул. да свират времења, па ако вистина ја сака народот, Да, тогаш тоа да се сними. Да, тоа е Да. многу јак момент. И тогаш Да. Многу јак момент. Многу поискрена И- беше музиката тоа. Да, порано се знаеше, требаше да ти е се навежбано, се спремно и тогаш дури да влезеш в студио. Јас имав среќа на 8 години во македонската телевизија, значи во стандарди на BBC буквално беа долу студијата и на лентаж снимав. И Кире Костов ми беше ментор многу години, значи прво тоа како дете за Сидо кога снимав. И ништо си одиш ни мама ни тато, со наставничката, Шу. 20 а деца, сега пример колку и тоа ми бевме, е одиш со комбен тогаш се пееше на детски фестивали во живо. Тоа е убајната и да сгреши Нашето дете. не беше во детско живо, пење, значи ама имаше малце мислам ама дека имаше пуштаја периоди, вокалот бе. во живо, ама снимањето беше нема, значи one take, немаш и снимање. што да не имаш аутотюн, ништо, аутотюн ни излезе аутотюн, ни аутотюн, 2005-2007 таму негде. Ништо не се местеше, ништо не се Немаше сечеше. допред тоа аутотюн. Тој што знае ке си испее и толку. Се. Така и Ама затоа. не, и тоа има се лажат дека аутотюнове. Ти ако не знаеш да пееш на аутотюн, перална не те пери џабе, нема. Добро, сега си Колку правиме да го. звучи грубо Имаме така. перено, ито Е, треба да што викаш збораме, сега? ама нема Тоа ќе врска Реков со се не мисли, емисија. јас само Тие за тоа. може се работиш, а не треба и толку да се откриват се, сепак. Не, види, денешно време Тие сите како- мислат дека магарето лета. Тоа- Зато затоа порано велам, беше, значи, зато порано беше музиката поискрена, а сега е таква каква што е, само пари, жени, Знаеш, и дроги Виктор, се што беше битни цела за работа? Да, апсолутно, не, скроз си во гледај, право. ќе Скроз видиш си во бенд, право. пример, јас себе имам искуство со бенда и многу во животот, и се, например, си бил некојаш и најака и најслаба карика, ама бендо си знаеше кои му се јаките страни, кои му се слабите страни. Ама тоа како бенд заеднички се потиснуваше нешто ако е слабо, да речеме. Ако не е пеачо нешто најќе се адаптираше музиката да биде пример за да може тој да излезе Кој не до бил во израз и бенд, да не знае. кој не бил во Стварно. бенд, не знае точно. Ама По. Не кажавме после како еволуираше работата. Да, Таму многу за имаме стара- за зборање, зборање. се немаме видено. имаме. тројцата И многу првајци имаме се за избора зборање. големи. И после од пач Нека поќе приказната. не би помалце. Скоро. Па ништо, значи, со Дани бевме веќе некое време заедно и јас некојаш Не им ве помагав, знаеа некојаш им уште. пеев придружни, не знаеа, многу брзо не дознаеа. Придружни кога им пеев некогаш, значи некои такви работи, пошто јас така, цел живот со музиките еднаш растера. седевме вака и со спонтано. гитарата и ај Да. направивме, знаеш дека прва, не, друга беше Друга прва. што беше, направивме, да, ова ама беше буквално втора, на првата една- песна што ја свиревме со тебе на пред. една стара Меѓу гитара, првите меѓу песни првите беше песни. што ги направивме така и Искрени, рековме, такви, ајде сега дај да спонтани. тераме. И се стигна па таа многу убав успех напред. Таа Ако направи погледниме убав успех. беше спот на бета касети ги снимавме спотоите тогаш. Ни ги баре Се во MTV преснимаја, Адрија да ги пуштаме. Си држаа луѓето, не дека не може од DVD да пуштат или нешто. Да, бе, да. Ама си има некои стандарди што и тоа беше знаеш како направено да видат дали ти се цениш како уметник или спремен си професионалец. Да видиш што ти не можеш секој да најди бета касета и да ме пушти во MTV како сега што прави Па не мај беше само до аплодирај касетата, овде да. па линко на Си 20 имате. души, значи ти Да. сакаш на MTV да ти има ќе најдеш бета Ќе и ќе си најдеш. снимиш спото Така е. на бета и ќе го пуштиш таму. Значи сериозен си, заради тоа беше 100% го знам, тоа мислам од луѓе ми е кажано, човек од Човек од Германија Германија му има и кажано. кажано. Ама не, така си беше, си се почитува работите и си се убо си помина на топлисти кои излеговме се и за нас, да речам пак на Па и нас ново не ни се беше. веруваше дека да, на На прво место ќе топлисти се видиш. со врвни артисти од XU просторите што Имаше беа. една Многу е топ таблирани, 20 значи имаше ептен. една за Имаше, MTV Адрија. да, имаше топ 20, имаше домачица. Домачица, И да, имаше на овие неа формати бе- што си И ја седнаш ја фатив домачица Three со from првата one, песна е, и толку преако. после тоа. Да, Да, за жал, да, Ние за жал 13 се спота на повлече. MTV имавме, ма за жал и тоа си ојде. Мислам и тоа беше на убајна кај Многу што беше убаво. овие луѓе, знаеш како ако беше баш беше да си се вратат XU просторите, барем Баш некој музички да си поврзвање беше. културно да се Скроз. комуницира, да се соработва. И беше многу убаво, и ни се вуваа луѓе кон фестивали и концерти заради тоа Да. MTV имавме. И многу- 22 дојде Да. код. Е Зошто 22. код? Код 369 беше?
Оти 369. Ајде ни сега зборај. Од кај излезе Сега бројка? може да Да, збориш. оно е тешко до мене да зборам Ајде јас. почни. Нема тоа кратко, се не можам да објаснувам тоа многу. Треба кој го интересира може да напиши на YouTube, пример има видео Никола Тесла го имал код 369 како клуч на универзумот. Кога со тие три броја има многу за објаснување, Значи, може не знам меѓу да другото го си во објаснам низот ни на сам. Фибоначи тие. Да. Значи во тоа во логото го имаме малку интегрирано. Како клуч на Клучот универзумот, на универзумот е буквално. тој. Да. Триаголникот, 3, Хармонија. 6 и 9 на хармонија, смиреност, енергија, не е секташко, не е мислам Едноставно Никола да, Тесла. како што си Никола Тесла бил голем и бил верник. Го признал, јас себе декларирам јавно секаде дека си сум верник, кој може на ова време да се наречи, може, не може, јас си сум. Си читам, си анализирам такви работи, интересни ми се. Некни гледав баш Алис Купер го гледав на интервју, но имаше еден сат може емисија така, буквално исповед на Алис Купер и негде колку интересна е верата што правиме муабет, кратко да не должиме, кај ќе најдеш некој за многу луѓе на пример можат да одат в црква цел живот и да не научи нешто од Алис Купер пример што го кажа во едно интервју, од животот негов што го доживеал и како тоа му се преведило во реалноста. Со дроги, со алкохоли, со најработи што можеш да ги замислиш, некој што може во пороци да се пушти, за себе си кажува. Имам и други пријатели вака блиски што му ги имаат истото тоа кажано. И пак вика, кој ќе се свртиш, кој ме спаси, вика, кој ми извади од овие сите работи, Исус, вика. Верата во него, верата во фамилијата, во љубовта, во такви работи ме вратија, вика, назад. И вика, Исус вика како да ми рече, тој вика ми рече, вика. Да. Значи нема да бидиш верник и само ќе бидиш скриен, не ќе бидиш рок-н-рол звезда, ќе бидиш рокстар и пак ќе бидиш мој следбеник, разбираш? Значи не мора, сакам да ти кажам, многу луѓе, гледај, не ќе да бидам погрешно сватен, јас ги почитувам луѓе што постат, што одат в црква, што ги прават сите тие метани. Ама не, ако бидат сите такви, па нема пример кој да му служи да биде. Ако не се луѓе пример и кој Алис Купер или кој некој таков. Ме разбираш што ми мовет. Го имам правено мавето исто на таа тема. Оти 90% луѓето одат в црква и терат работите. Еден монах кој имам ова слушнато. Ама ништо од христијанството не применуваат во животот. Да, и тоа е многу важно. Многу значи, важно. Ништо од монах ми овој муабет слушнат, ти кажувам, го кажуваше, вика, монах пред се, јас премногу ги почитувам да се откажеш од се, буквално, од фамилијата, многу е вака лесно кој ти речеш ќе те живеам во некој манастир, оди живеј да те видам, откажи се од се и препушти го животот, знаеш каква вера е тоа. Само тој вика некогаш нас монасите ни е полесно, вика, тука изолирани, отколку на луѓето што се во светот што живеат, да бидиме посмирени, да, поприземljeni и такви некои. Буквално сега живееме во време на лудило, на пороци, на искушенија, на и на трка, и на трка, веќе така дојде животот, немир. Ти си немир, што не скрос онак. Не, ама вистина и го имам правено многу пати тој муабет. И со луѓе вака општо што се верници. Пример, многу често го гледаме тој феномен. Ќе се крсти од далеку, ќе прави метани, и тоа е све супер. И после ќе ти ја вара очи зелене в кафиче. Ако ти не си човек општо во животот, џабе се крстиш, брат. Да, точно. Значи мора човечноста, духовноста се запаси во животот, не е битно ти кога се крстиш таму. Не е битно амин да напишиш во коментар негде. Ами така се во последно време се и такви, все е кажано, вервај ми. Мислам, читате, знаете. Сите тие работи викат, то се спаѓат, јас мене кога ме прашаш во лажни пророци, лажни пророќства. Не можеш ти сега напиши во коментари амин ако сакаш да влезиш во рајот. Вчера гледав на YouTube. Чекај, кој си ти да кажеш такво нешто прво? Само еден што може во раја да ти каже дали ќе или нема да одиш. Не може тоа. Битно кодо бидна некако. Да, кодо бидна. Кодо си работи. Ама и екипата ми сте тука негде истите луѓе. Да. Горе-долу истите, ние су иле сме тројцата исти. Гоцени е многу убав додаток ни дојде на тоа трио што си бевме и си терам. А предходно бевте пемпаси, што ви рекле на Бајер. Да. Шуго.
Да. Имате баги, имате приказни да кажеме, Многу ама приказни, многу бе. ќе требаше една емисија да направиме. Најмалце две. И ќе направиме, ти кажем праве. Ќе маните се уше нешто од вашите. Што да маниме нешто. Ти да ни кажеш, Море јас? тешки ни сави за... Сакаш малце нешто од нови албум? Ајде. Ме заљубила од новиот. А од пре најновиот не. А таа може, од тој нов може. Ајде таа. Нови имате албуми, ништо не кажавме што емисија ова. Ова што го извадовме последно Другиот пат со си Хрватите, Croatia Records ни овади втор албум со код 369. Да, и сега третиот го очекуваат. Да. Е веќе во... И Значи, се до сега работи. се насе од Памперс и Машално, код 369 ни шести албум и седмиот го спремаме да го извадиме и имаме Ова е договор со нив. насловнат од последниот што е издаен, веќе? 5 годишен договор имаме со нив и чекам, тие мислам не ни прат супер се луѓето за таа работа, вика вие само снимајте, ние сме тука за да вадиме и ги вадиме. Така треба да биде. Така, Друго е точно. безпотребна Да. компликација. Си имаме, ама. да, си имаме сатисфакција во тоа што во А сега Хрватска... имам и за тоа, мислам и тај, ќе Во завземиме Хрватска пак. те слуша критика и ти пиши. Ама Значи, писмени новинари пишат. пишат критика. Луѓе А што- не што ќе Е, кој што тоа ќе фали стигни. кај нас. Да, јас мислам дека Кој фали беше кај нас нема улогата ти на музички новинари, душичката. џабе. Нема ништо, нема кој да. да те... Кај Треба нас го да има се. ништо. Дај да свириме се. Ајде, ова посериозна песна е малце да се... Меѓу звездите се вика Among the Stars. Три наслови има, на англиски, на хрватски и на македонски. О, тоа, сакаш снимање. До звездите е мојот пат. До звездите ке полетам. Која сум да заборавам, се што знам да заборавам. Одново да научам и подобро да разберам. Која сум да заборавам, се што знам да заборавам. Одново да научам и подобро да разберам. И таму разум јас ќе изгубам. И себе ќе се пронајдам. Невозможно ќе достигнам и храбро ќе се загубам. Која сум да заборавам, се што знам да заборавам. Одново да научам и подобро да разберам. Која сум да заборавам, се што знам да заборавам. Одново да научам и подобро да разберам. И таму разум јас ќе изгубам. И себе ќе се пронајдам. Во шубав муавец Да. истеравме, ова ќе биде една од подолгите емисии сигурно. супер. Ама барем има убав муавет. Ако ништо друго, Да. мене ми има некојаш ќе се затерам, или јас ќе се зазборам и се правен сат емисијата, а пример пола од работите што ќе кажам во моментот не се ни битни, нити се Да. тема Добро, на и овде муавет. може нешто небитно ќе најдеш се реално. Нешто може ќе подсечиме, ќе Да. тикниме нешто, да, нема ќе- врска, ама многу е муавети си направивме и треба пак да се совериме. Кога Дефинитивно. Дефинитивно, да. Да. Треба да си правиме дружби и да снимаме и да соработваме и све Баш треба така. правиме.
Оти нема баш качара и око, а друго нешто Да. не знам што можеме да правиме Ако друго. рековме нешто што не треба, се извинуваме. Ако не е нешто проблем. научија од нас, не убавито. Не е проблем ич да не си извинуваш. Поентата е треба да си ја вистинска се вика телевизијата иначе. Вистината треба да си ја Да, кажеме да. како што ние за нас, како што си ја знаеме ние. И сега негде ќе чини, негде нема, чи некај некој боли вистината, кај некој не боли, кој како си има наредено во живот. Апсолутно, скроз. Дечки да си терат, да си уживате, да си правите музичиња, да си Исто правиме и вие, музичиња. така да си правиме музичиња, да си сме здрави и соработваме живи. и да ми дојдете пак на гости. Обавезно и ти да не дојдеш на гости. Убај песничиња, Обавезно. ме Ќе освежите се- ќе скроз. се- Ќе си соработуваме, ќе си се гледаме и да си тераме, да си правиме и другите вака што се думат дали да прават музика, нека прават. Со Виктор, Оти има тоа ми текна време. сега. Од кај се знаеме најпрво. Од академскиот хор на Од универзитетот Иде. Свети Климент Охридски. Кај што јас немам учено, ама ме викаја Исто и јас, така. да, бев како Ќе те викнат при човек помош, за така да. за помош. За Ама поддршка. убави времења Убај беа и тие. времење. Е, во колку хор имаме пеено Да. и то. Мм. Крај Ние нема со Ирина се запознавме на хор во Стив Наумов. Да. И таму Ние имаме пеевме хорска 20 љубов години со можда. Дани. Кај не цела Европа имаме свртено и со тоа. Хороите беа владеја едно време. Многу Ама и убави ценето момент. беше по многу Многу бе времења. града и многу соработки имаше и се работеше сериозно и со тоа. Али пак се ќе речи, ама нема и тоа. Нема. Ништо нема. Ајде бегаме, бега. Дечки, фала што ни бевте Фала. на гости. Се надевам дека беше лабаво, не знам се дерам Фала на далеку ми честа, се гледа да, камерата. лепте недалеку. Мене без научари не ми се гледа. Але зума нека. Фала ви што ми дојдовте и фала ви вас што не пратевте и се надевам дека наредна недела во 18 часов пак ќе не пратите. Поздрав и имајте убав вечер. Поздрав, пис. Чао.